Комплетирано 11-тото коло во првата фудбалска лига на Македонија. Тимот на Металург и по 11-тото одиграни коло останува без пораз откако одигра без голови во Штип против Брегалница. Шкендија во дербито на Тетово ја победи Ренова со 3:1. Хоризонт Турново како домаќин ја забележа најубедливата победа ова коло од 5:1 против Гостивар. Во другите средби Евромилк напредок 2:0, Македонија Грче Петров Пелистер 0:0 и во градското дерби Вардар Работнички 1:1. На табелата Металург има 19 бода, пред Вардар со 18 и Турново, Пелистер и Работнички со по 17 бода. Следното 12-то коло се игра на 27 октомври. Во кошаркарската лига на Македонија се одиграат 3 средби од второто коло. Куманово пред својата публика го солода тимот на Вардара Паве со 96-84. Врањаш за победничката екипа постигна 31 поен, а забележителен настап во тимот на Вардара Паве има Дарко Костевски со 24 и Жарко Ѓурич кој средбата ја заврши со 23 коша. Во другите средби Фен Индустри Струмица 74-77 и Пелистер Спорт Кожов 75-95. Слободен беше тимот на Работнички, а второто коло ќе биде заокружено со надпреварот Карпош Соколи Лирија кој се игра вечерва. Троен триумф на нашите ракометни представници во Лигата на шампионите, откако и машката и женската екипа на Вардар остварија убедливи победи против Вакер Тун и Подравка, синоќа и Металург забележа важна победа против Динамо Минск за одличен викенд за македонскиот клупски ракомет. Избраниците на Лино Червар по голема борба стигнаа до победа од 33-29 во четвртото коло во Лигата на шампионите и избија на второто место во групата Ц со 6 бода и биланс со 3 победи и 1 пораз. Наумче Мојсовски со 7 погодоци беше најдобар во домашната екипа за која Павел Атман и Ренато Вугринец дадоа по 6 гола. Во нашата група во дербито Барселона како гостин го победи Пари Сен-Жермен со 33-29. Следното коло на програмата во групата Ц од Лигата на шампионите е големото македонско дерби на 14 ноември, кое по кусата пауза се игра во следните две кола во кои еднаш е домаќин Вардар, а потоа таа улога ќе има Металург на 24 ноември. Кошаркарите на МЗД Скопје во четвртото коло од АБА лигата го забележа и вториот пораз на гостувањето во Хрватска кај Цедевица, кои со оваа победа го продолжува 100% учинок оваа сезона. МЗД Скопје загуби со 77-67. Составот на Владо Вукојичич не успе да направи изненадување да му го нанесе првиот пораз на својот ривал оваа сезона, па така Цедевита по 4 кола се уште има совршен скор од 4-0. Домакинот на полувремето имаше предност од 6 поени, разлика која по 3/4 достигна 11 кои беа преголем залак за шампионот на Македонија, кој на крајот мораше да се помери со пораз. Дополнителен хендикеп за МЗД Скопје беше повредата на Кейт Девис, поради која американецот на теренот мина само 13 минути. Чековски со 23 поени беше лидер во нападот на металците, а Стефан Синовец придодаде 14 поени. Нуркич со 16 поени беше најефикасен во редовите на Цедевита, за која Бабич постигна 13, а Зупчич и Смит имаат по 12 поени. Следен предизвик за МЗД Скопје во АБА лигата е домашниот дуел со тимот на Партизан, кој во рамките на петото коло се игра внедела на 27 октомври. Веќе в среда МЗД Скопје го очекува нов предизвик ново Улеп купот, каде во арената Борис Рековски гостува Макаби Хаифа. Нашиот прв кошаркар во NBA лигата Перо Антич имаше солидна минутажа за Атланта во поразот на неговиот тим на домашен терен од Мемфис Гризли со 90-82. Антич за 22 минути игра имаше солидни 4 поени, 4 скока и 2 украдени топки. Прв стрелец во поразениот тим беше Пол Милсап со 19 коша, а Джеф Тик придаде 15. Кај Мемфис истекна Джеред Бейли со 22 поена, а Ед Дейвис уфрли 16 коша. Одбраната на Атланта изгледаше добро додека на паркетот беа Милсап, Ал Хорфорд и нашиот Антич, затворајќи го рекетот, но Гризли си ја направија предноста со ударот од далечина, каде има 9 од 14 удари за тројка. Ова е четврти пораз на Атланта во предсезоната, која има и една победа. Следен противник на Хоукси е тимот на Индиана Пейсерс, а надпреварот се игра утре вечер.